Првиот мој соговорник е господинот Кастриот Реджепи, кој што е подпредседател на партијата БЕС. Добро утро за господинот Реджепи. Добро утро за вас, благодарам. Вие некако сега БЕС стана партија која што се проби во врвот на политичкиот интерес на македонската политичка сцена, се разбира заради коалицијата со предизборната коалиција со СДСМ. Прво да ја прашам, вашиот председател вчера или рано утринава замина за Соединетите американски држави, така ли е? Точно, да. Да, господинот Касами таму ќе оствари работни средби. Со кого е предвидено да се сретне во Вашингтон? Па председател Касами, значи утро отпатува за Соединетите американски држави, ќе има средби со помошник секретарот во Стейт департмент господинот Филип Рикер, ќе има исто средби со конгресменот Елиот Енгел, што е исто така раководител на комисијата за надворешни работи. Значи има исто и средба и со директорот на канцеларијата за Евроазија, што е на Стейт департментот. Да. И исто така средби со организации од диаспората и така натаму. Но претежно овие се целта на посетата. Се работи за прилично високи средби кои што да кажем на партија со вашата историја, да кажем, па ако сакате сега и димензија, значи сепак вие не сте најголемата била партија во Македонија која представува одредени етнички или неетнички интереси, е да кажем на известен начин веројатно и политички сигнал кој што се праќа од Вашингтон. Очекувавте ли ваква поддршка какво што ако можеме така да толкуваме ја добивате сега и од Вашингтон? Па мислам дека за нас и не е некој изненадување, бидејќи иако сме прилично млада партија, во делувањето на партијата сме биле во комуникација со меѓународниот фактор и секогаш како партија сме делувале во државниот интерес кој се совпаѓал со нашите стратешки партнери како држава, во прв ред Соединетите американски држави. Така да мислам и последните слушувања во сцената исто се и во таа линија. Затоа и имаме интензивни средби и мислам дека не е изненадување и ова посета која ќе оствари председателот Касами. Господин Реджепи, да ве прашам, какви се реакциите после објавувањето на предизборната коалиција со СДСМ? Реакциите во вашето избирачко тело, во вашата партија? Бидејќи гледам дека, да кажем, опонентите на БЕС-а пред се реакциите се жестоки од ДУИ, но и не само од ДУИ. Што велат вашите поддржувачи? Очекуваа ли, беа ли подготвени за овој тип на, би рекол, сепак една коалиција со некакви историски размери, бидејќи првпат се случува да на овој начин се прави предизборна коалиција со партија која представува главно албански етнички гласови, тоа во Македонија било невообичаено досега. Така. Значи, како што кажете, политичките опоненти имаат негативни реакции, што тоа не радува, бидејќи доколку би не фалиле, значи не сме во правиот пат. Што се однесува до нашите поддржувачи и општо, иако е ново за прв пат една предизборна коалиција помеѓу условно кажано партии од албанскиот и македонскиот блок, сепак е добро општо прифатено и особено во нашите структури поддржувачи, бидејќи тие знаат дека нашето политичко делување секогаш било во интерес на нашите гласачи, поддржувачи и во прв ред секогаш биле државните интереси, интересите на гласачите на народот во споредба со партијата. Така да до сега не сме имале некои политички погрешни делувања и затоа тие имат доверба дека и овој потез е праведен, правичен и дека ќе има резултат поволен и за нив. Поминавте низ еден период на обиди да се направи голема коалиција од, да кажем, условно речено албанската опозиција, значи со Алијанса, со Алтернатива и така натаму, тој проект не успеа. Влеговте во оваа коалиција со СДСМ. Затворена ли е можноста да на таа коалиција сега евентуално се приклучат Алијанса и Алтернатива или тоа веќе е невозможно на овие 2-3 недели пред изборите? Може и не се 2-3, може да се 3-4. Значи, ние секогаш сме сакале да има и се
залагавме да има коалиција која ќе донесе промена, која ќе донесе максимализација на потенцијалот на гласовите на нашите поддржувачи. Значи, и сега сме во ова предизборна коалиција, што однесува до можност за приклучување од другите партии. Тоа мислам дека тие треба да одговорат. Лично мислам дека веќе како ќе се позиционирани партиите, дека тешко дека ќе има од таков вид предизборно, значи некој коалицирање. Вас ви забележа дека да направивте коалиција со нив ќе имавте повеќе веројатно загарантирани пратенички места, но колку што јас разбирам, вие не сте почнали уште да разговарате за распоред на пратеници на листите со СДСМ. Точно, значи во првата фаза и секогаш принципиално нас не интересира да ги дефинираме принципите, програмските определби, па тоа крајно е, значи незначителниот дел е позициите, кои се исто така, нели, имат своje значење, но во моментот се уште се синхронизира програмата со работните групи и мислам дека конкретна неделата ќе има и конкретни работи околу позиционирањето. Предпоставам но дека мислам дека во секој случај ќе се види дека ќе имаме многу повеќе мандати од кои што мисля дека во друга некоја комбинација би имале. Но тоа не било главната цел, зашто ја имаме ова соработка. Сепак предпоставам дека очекувате негде 3-4-5, да кажем, она што се вели мандати кои што би ги добиле? Па, според првичните анализи, тој е премиерот го кажа дека со ова соработка дека коалицијата, значи, добива 5 мандати минимум, плюс што може да оди и нагоре тој број. Се зависи, значи, од нашата активност и реакцијата на гласачите од ова коалиција. И во врска со тоа, но и во врска со генералниот резултат на изборите, излезноста веројатно ќе решава околу тоа какви ќе бидат финалните резултати. Очекувате ли дека со оваа коалиција, барем кај албанците, излезноста ќе се зголеми, бидејќи етничките албанци како гласачи можеби за прв пат добиваат толку шаренолика понуда какво што сега ќе им се понуди на овие избори, значи и во формална и во суштинска смисла шаренолика. Веќе има, би се рекол, 3 понуди, оваа ваша коалиција со СДСМ, потоа Алијанса и Алтернатива и се разбира ДУИ, што се субстанцијални, плюс еве слушнавме дека Тачи изјавил дека ДП ќе настапува сама на избори и така натаму. Мислите дека тоа ќе поттикне излезност или можеби таа понуда ќе напротив ќе ги натера луѓето збунети да останат повеќе дома? Значи, како што и кажавте, за жал, излезноста кај албанците е многу ниска. Во минатите циклуси изборни тоа опаѓало и затоа ќе биде, значи, голема одговорност и ќе биде, значи, дел од улогата на Движењето Беса да ги стимулира албанските гласачите албанци од Република Северна Македонија да излезат за да гласат. Ја мислам дека ќе има излезност, бидејќи со ова коалиција, значи, за прв пат се ствара една коалиција со еднакво партнерство, значи со партнери во коалиција. Порано сме имале постизборни коалиции каде што не сме знаеле прво во основа на кои принципи е тој договор направен и значи не се видело дека албанските партии кои биле коалицијата биле еднакви партнери, можел нивниот глас да има влијание во политиките. Така да ова коалиција што е сега направена предизборно им дава гаранција и на нашите гласачи, на гласачите албанци, дека ќе имат субјект политички во владината коалиција која ќе гарантира исполнување на нивните барања и ќе биде една инспирација за излегување и мислам дека со ова коалиција веќе се надзира и промената во албанскиот блок, отстранувањето на тие рецидивите од претходниот режим, значи да има конечно промена и во албанскиот политички блок во споредба со минатиот режим. Со други зборови, ДУИ да не влезе во следната влада. Значи ДУИ да биде во опозиција и да има нови, значи, политички сили кои ќе понудат политики конкретни и со исполнување на програмските цели. Во минатото, за да се зголеми излезноста, знаеме дека се носе автобуси, понекогаш авиони на гласањата. Имаше периоди кога и тоа се организираше.
Ќе има ли на овие вонредни избори тој тип на активности партиски од ваша страна, од страна на вашите конкуренти? Ќе се бидејќи знаеме дека како и македонците и албанците се за жал се повеќе надвор од државата, бидејќи се обидуваат да заработат подобра живеачка негде вон границите на Македонија. Очекувате тој тип на прилив специјални гласачи да се носат за избори? Значи има најава за тоа, значи диаспората секогаш се грижела и ја следела ситуацијата. Овој пат мислам дека има мобилизација исто за доаѓање на гласачи и изборниот датумот на изборите се поклапа со празници во Европа, така да очекуваме, имаме најава на многу подржувачи кои ќе дојдат да гласат. Поради изборниот модел е многу тешко да се оствари, има пречки, значи остварување на нивното право во дипломатските представништва поради лимитираниот број и така натаму. И мислам дека веќе има организирање на групи на луѓе што ќе доаѓат. Кастиот Реџепи, подпредседател на движењето БЕСА, кое што од неодамна, од минатата недела, направи за прв пат во политичката историја на Демократска Македонија предизборна коалиција со една од големите партии СДСМ, кои што аспирираат сега веќе на мултиетнички опфат на гласови. Јас негдека напишав дека движењето БЕСА веројатно нема капацитет толку голем за да ги реши самата изборите во смисла на резултатите на овие избори. Меѓутоа, заедно со оваа предизборна коалиција на СДСМ можеби аспирира за привлекување на 5-60.000 гласови од гласачите со албанско етничко потекло. Е оваа некаква, како да кажем, уверлива проценка или мислите дека нема да дојдете, или можеби ќе ги надфрлите тие 5-60.000 гласови? Бидејќи да подсетам, на минатите избори СДСМ реално рефлектираше на таа можеби нешто повеќе цифра од поддршка од албанците во Македонија. Значи, не сакам да лицитирам со бројки, но факт е дека во 2016 година некаде скоро до 60.000 гласови, значи движењето БЕСА зема на парламентарните избори. Значи, тогаш бевте заедно со денешна алтернатива. Значи, во времето и со нашето делување, мислам дека ја сме бетонирале таа бројка на поддршка и дури се стреми кон зголемување. Се знае дека албанските партии според политичкиот систем не може да дојдат да бидат мандатари, значи ќе мора да направат постизборни или предизборни коалиции, кои мислиме дека дури се и поискрени, се не се калкулантски. Мислиме дека со нашето учество во оваа коалиција прво ќе го бетонираме, гарантираме бројот на гласачи албанци кои гласале за СДСМ во минатите избори, но и ќе го зголемиме тој корпус со нашите поддржувачи, пошто на некој начин ќе имат и албанците адреса на субјект кој е внатре во структурите на владината коалиција, така да како што спомнавме и во пред малку, значи некаде тие бројки се реални и значи може да се зборува за 5-6 дури повеќе мандати, све зависно од крајниот резултат на излезност. Господин Реџепи, го започнавме овој разговор со тоа дека господинот Касами, председателот на вашата партија, е денеска и утре во Вашингтон и дека ќе оствари таму, би рекол, значајни политички средби со официјални представници на американската администрација во Конгресот и во Стейт департментот. Нема западен дипломат со кого јас сум разговарал, а кога се работи за, да кажем, албанските политички партии во Македонија, да не го интересира главно едно прашање, а тоа е колку се тие подготвени да дозволат пробив на нешто што се нарекува политички ислам во Македонија, бидејќи се многу чувствителни околу тој тип на, како да кажем, активирање на политичките потенцијали во државава. Додека бевте заедно со алтернатива, околу БЕСА имаше различни шпекулации токму на таа линија за влијание на Ердоган, за влијание на други сили кои што би сакале да направат една теократско партиско политичка структура и така натаму. Со распадот на БЕСА и со одвојувањето на алтернатива, каде отиде иницијативата за политичкиот ислам? Остана кај вас или отиде во алтернатива? Значи, точно е, пошто бев и како директор за надворешни работи, значи сум учествувал во сите средби со дипломатите и меѓународни организации.
се поставуваше ова прашање од моментот кога една група на наши сопартици се отцепија и отворија нова партија. Искрено да ви кажам, никогаш веќе не ни било поставувано тоа прашање околу влијанието од Турција, од Исток или за извор на финансирање. Значи, тоа веќе не ни се поставува како прашање наш, како движење БЕСА, така да веројатно мислам се подразбери одговорот. Кастриот Реджепи, подпредседател на движењето БЕСА, партијата која што официјално потпиша предизборна коалиција со СДСМ. Сте имали ли претходно контакти со СДСМ или ова е директно на иницијатива на Заев? Како дојде воопшто до идејата да се коалицира? Вака, ние сме имале комуникација со СДСМ и во минатото и со премиерот, сега бившиот премиер, бидејќи имаше многу, знаете, политички процеси, уставните промени, неколку пати требало поддршка. Ние, иако сме биле опозициона партија, цело време сме биле конструктивни и сме ги поддржувале сите проекти кои биле од државен интерес. За тоа сме имали комуникација. Па што е право, евроатлантските интеграции не ќе можеа да бидат направени без поддршка токму на сите кои што сака тој процес да го знаете, и во уставните промени, по повод имплементација на Преспанскиот договор, нашите пратеници беа тие што го оформија тоа двотретно мнозинство. Сега законот за јавно обвинителство и во минато сите проекти што беа, значи сме имали комуникација од кога веќе се види дека е известна дека Алијанса донесе еднострана одлука и реши со алтернатива, не пристапи СДСМ со понуда. Имаше интензивни средби, разговори и на крај се дојде до ова соработка. Македонија во последните 2-2,5 години додека оваа власт беше се уште е на власт, помина низ еден многу густ интензивен период. Вие влегувате во коалиција со СДСМ, меѓутоа тема на овие избори кое што опозицијата сака да ја наметне е Зоран Заев. И гледам дека повеќето од сконцентрираноста на нивните политички напади и така натаму се врз личноста, делувањето и така натаму на самиот Заев. Свесни ли сте за тој ризик дека ќе ја делите судбината на Заев во оваа политичка коалиција во која влеговте? Што вие мислите за самиот Зоран Заев? Па, ние сме во коалицијата заради проектот на европските интеграции, заради тоа да гарантираме НАТО членството и реформите и нашиот пат што е трасиран како држава. Се надеваме на добивање на датум на започнување на преговори. Знаете, со новата методологија, мора реформите да бидат направени, веќе нема играчки, само проформа и мислиме дека со еден нов политички субјект како движењето БЕСА ќе може да се направат суштински реформи, да се биде да створиме независно судство, да може да функционира правото за сите поеднакво. Така да овие се точките кои не спајат. Од друга страна има политичка партија која зборува, става под знак прашање и Преспанскиот договор, што значи интеграцијата на земјата, дури и законот за употреба на јазик така натаму. Значи Зоран Заев е еден политичар кој направил храбри одлуки кои биле тешки за него и воопшто. Но мислам дека се деблокирале некои процеси за кои сме чекале долги години. Затоа не ни смета тоа што ќе биде како таргет, како личност. На крај ние сме за проектот што ќе го буткаме заедно како еднакви партнери. Господин Реджепи, за крај да ве прашам, вие сега влегувате во избори и можеби ќе се случи така да влезете и во нова влада. Меѓутоа свесни сте дека Дуи кој што речиси 17 години е во власта, има огромна, да кажем, поддршка од постоечката администрација, па има еден клиентелистички број на гласачи кои што токму затоа што се вработени во државната администрација, веројатно повторно ќе се определат да гласаат за Дуи. Имате ли вие капацитет од кадри кои што ќе може да ги пополнат барањата на евентуалното влегување во некаква нова влада на Македонија? Очекувате ли да и од овие луѓе кои што сега работат во државната администрација, а биле поставени и промовирани и вработени од Дуи, да и од дел од тие луѓе добиете некаква гласачка поддршка?
Да, во секој случај, значи имаме професионални капацитети внатре во партијата, но сме отворени значи за сите интелектуалци и експерти од разни сфери кои се спремни да преземат одговорност, значи не сме затворени само во школката на партијата, тоа го покажавме и во председателските избори кога подржувавме еден кандидат, еден експерт како професор доктор Белем Река. Што се однесува до администрацијата, мислам дека и тие сакат на некој начин да се ослободат од тој притисок ностоп што го имаат за изборите и дека и тие ќе гласат за промена. Впрочем, ние не доаѓаме на власт да ги смениме тие, туку да ги унапредиме и да им дадеме можност да се авансираат во кариера и да ја вршат ефективно работата. Тие го препознале тоа и мислам дека ќе има голем број од нив што интимно ни кажуваат дека не поддржуваат, но можеби отворено ќе почнат во денот на изборите да го искажат својата револта и својата поддршка кон нашата опција. Каснije од Реджепи ќе имаме ние прилика уште да се видиме и до изборите и по изборите, па да ги правиме и тие анализи кој како гласал и кој што се надевал, а исполни или не исполни. Ви благодарам за ова гостување во утренски брифинг и ви пожелувам успешна предизборна кампања. Благодарам на поканата.